Учениците притиска и денес. Од државата бараат да им се врати организираниот превоз, односно училишните комбиња повторно да ги носат од местото на живење до училиштата и назад. Во моментов мораат да ги користат редовните меѓуградски автобуски линии. По завршувањето на часовите пак сме принудени да плаќаме такси за навреме да ги фатиме автобусите. Многу од децата треба да стануваат рано и да пешачат 3 до 5 километри за да стасаат до автобуската. Додека пак навечер некои од автобусите тргнуваат многу доцна и пристигнувањето дома е после 22 часот. Затоа, во името на сите ученици кои патуваат, ве замолуваме да се реши овој проблем или во противно ќе бойкотираме наставата. Но ова за учениците и нивните семејства е голем и непланиран трошок. Значи имаме еден платен превоз, односно комбето што ни е прерано, а после немаме превоз, што значи мораме или такси. Најефтиното такси ни е 150 денари, или пак треба да се навагаме со некој друг превоз. Такси плаќаме. Такси собереме се 4, плаќаме такси. А понапред што ни кружише комбето, собираше ни одевме за Радовиш. Јас доаѓам од бабите и немаме превоз, укинете превозот, не е никој должен да оди пешки. Ја мислам дека во не е во ред и треба да се среди у најбрз момент, најбрз рок. Ја мислам дека ова не е во ред, треба да се промени, да се врати стариот превоз. На ученичките протести им се приклучи и превозниците. Незадоволни се од новото законско решение. Сета работа е речена у законот, затоа што законот некои поголеми фирми што имат некое здружение, што сака да биде монопол, да работат со 10 фирми у Македонија, а за останатите 200 не е ништо, значи убациле го подмукло законот кој го некој прифатил. Буквално по моја гледна точка се штитат две фирми од Источна Македонија, тоа се Автоатом и Струмица Експрес. Чиви се, за што се штитат? Не знаеме, меѓутоа пак ќе застанат други 200 возила. Од друга страна, општините се обврзани да го организираат превозот на овој начин, бидејќи така им налага законот за превоз во патниот сообраќај. Секој ученик го користи меѓуопштинскиот линиски превоз од општината каде што живее до автобуската станица во општина Штип. Односно, имавме слух и од превозниците кои имаат дозвола за меѓуопштински линиски превоз, да овие ученици бидат донесени до центарот на градот. Исто така морам да напоменам дека учениците од нашите населени места, Тричешми, Железничка и така натаму, истите тие ученици го користат меѓуопштинскиот линиски превоз. Бесплатниот превоз е воведен со воведување на задолжителното средно образование, а измените се направени во 2018 година. Само во Штип со него се засегнати над 1100 ученици кои живеат или во други општини или училиштето им е над 3 километри од дома. На ниво на Источен регион, нивниот број е над 2500.